Следниве 3 дена во Скопје ќе се одржува меѓународна културна конференција Културна меморија. Имате најавено преку 370 гости. Главните теми се односот на културата кон политиката, културната меморија кон идентитетот. Зошто токму на овие теми треба да разговараат окав голем број на луѓе овдека во Скопје? Интересот за минатото очигледно се зголемува. Сегде во светот се водат дебати за тоа како гледаме на минатото. Веројатно произлегува од тоа што имаме две спротивставени тенденции во моментов во светски рамки. Едната е онаа која што ги носи процесите на глобализација, каде што разликите помалку или повеќе се ублажуваат, а од друга страна имаме една тенденција за прифаќање на различностите, за етаблирање на помалите етнички групи, за диференцирање на нивната различност. Кога станува збор за такви некои процеси, каде што имаме дивергентни тежишта, тогаш интересот кон минатото нормално се зголемува затоа што е директно поврзано со нашиот систем на вредности, со нашите верувања, со нашата култура, што е всушност и она што го чини идентитетот. Значи, прашањата за идентитетот секогаш се во центарот на вниманието. Кои сме и што сме и како сме, секогаш сакаме да дознаеме. Од друга страна имаме една нова тенденција, исто така, на културата да се гледа некако средство на трошење на државните пари, туку како алатка која може да помогне во економскиот развој. Од тука прашањата за културниот туризм, културниот менеджмент, што е она што културата може да го даде како свој влог во економски раст на земјата, на нациите, нели, е прашање кое исто така е во центарот на вниманието. Како сега културниот туризам, што е всушност меморија и она што е нешто што се пласира како национално богатство, може да учествува во менаџирањето на представувањето на нациите и земјите, и што е она што ги прави мемориите судрени, затоа што различни заедници за еден ист тастан немаат иста меморија, е прашања кои како ја одредуваат судбината на светот. Од тука не е ни чуден интересот што се пројави за оваа конференција. Може би не сме навикнати во Македонија да привлечаме толку многу странски универзитети и толку многу странски истражувачи, меѓутоа, нескромно речено, доколку се сработи работата како што треба, успехот е неизоставен. Дали би одвоиле некои од имињата, предпоставувам ке има доста квалитетни луѓе од регионот и од целиот свет? Тука се нашите колеги од балканските земји, да речеме Милена Драгичевиќ Шешич, не треба посебно да ја представувам. Тука е колегата Драган Булатовиќ од Србија. Цела една група од истражувачи, млади, амбициозни, доаѓаат од Центарот за истражување во Хрватска и во Пилар. Вие доста храбро настапивте во овој мега проект, јас би го нарекла. Прва ваква голема конференција се одржува во државава. Дали не идовте на некои финансиски потешкоти, организаторски потешкоти и со чија помош успеавте сето тоа да го надминете? Ми поставуваат едно прашање на кое што јас најмалку сакам да говорам. Ќе кажам само дека на мускули го изведовме јас и колегата Павловски и поддршка од нашата млада колешка Наташа, која што имаше задача да комуницира со медиумите. Проблеми имаме од секаков тип, вклучително од авионските врски со нашата земја. Да речеме, дел од учесниците се откажаа затоа што е невозможно да дојдат во Македонија ако не смена 3 авиони.